многу на укажаното колешке, во истата конотација ја го зборев излагањето и во однос на репликата, и многу краток ќе бидам само. И тоа ми беше поентата. Веќе има реакции од синдикатите. Во законот беше кажано во рок од 6 месеци ќе бидат извршени сите осогласувања. Добро, не знам уште колку стануваат, недела, 2 или 3 од тие 6 месеци, но не гледаме поместување. Ја не би сакал да биде мојата колешка изиграна во однос на тоа што веруваш. Затоа е мојата реакција. Дозволете да имам резервираност. Ја бев многу внимателен и нагласив неколку пати. Ова е барање од синдикатите. Не е наше обвинување. Ние не велиме дека власта не мисли на граѓаните, конкретно за овој амандман. Другите дискусии на страна. Овдека они вика. Они велат дека не се мисли на нив. И кажуваат во писмото десетина работи со кои што секојдневно се соочуваат и каде што бараат помош. Во движење сега ми беше укажано друга колешка, што правиме, го спремаме законот. Нека биде ова решение додека не се донесе законот. Како и да е законот ќе има поголема тежина отколку осогласувањето линеарно со платите сега што ги велиме. Во меѓувреме стигна информација дека и судската полиција веќе бара 15% зголемување на платите. Домино ефектот. Не може да се избегне истото. Но за секој ден одложување на одлуката да се искочи пресед на барањата, нашите сограѓани се наоѓаат во незавидна ситуација. Секој од нив гледа како да го помине денот, со обременен со 12% инфлација, со рапиден скок на цените, со рапиден скок на потрошувачката кошничка. Затоа и реков, ние имаме можност сега заеднички да излеземе пресред и да се направи еден чекор кој што можеме се обединиме, да излеземе пресред на барањата и да го направиме животот колку толку полесен, додека не се најдат соодветните и прави решенија кои што треба да ни извлечат од кризата и кои што треба да ни дадат нека основа за достоинствен живот. Благодарам. Благодарам. За реплика е пријавена колешката Жаклина Лазареска. Повелете.